Вести на Канал 8, добро вечер. Новиот командир на полициската станица Кочани, Гоце Стоиловски, во своето прво јавно представување ги презентираше информациите по однос на годишниот извештај, но не даде одговор за причините за смената. Тој е засега вршител на должноста, откако МВР експресно и без образложение го назначи на функција. Новиот командир на полициската станица Кочани, Гоце Стоиловски, не беше расположен за давање изјави. Дојде на седницата на Комисијата за сообраќај и јавна безбедност и противпожарна заштита, кусо го даде извештајот и вети соработка со медиумите. За причините за разрешувањето на неговиот претходник Бранко Стојановски и назначувањето за вршител на должноста на 16 минатиот месец, не даде одговор ниту на прашањето на председателот на комисијата, туку упати во Министерството за внатрешни. Рече дека е реален порастот на криминалитетот во општината, но имаше објаснување за зголемениот број случаи на нарушување на јавниот ред и мир. Во врска со криминалитетот сакам да кажам дека таа е негде реална цифра, реален процент. Меѓутоа во врска со состојбата на јавниот ред и мир, тука е дадено неко образложение како објаснување дека реалната состојба не е така, значи не е реална таа цифра, тај процент од 99%. Тоа е ради тоа што се пренесени одреден број на барања за поведување на прекршени постапки од 2012 година. За зголемениот број на сообраќајни незгоди командирот Стоиловски реферираше дека се предизвикани од невнимание, односно поради непрописно паркирање. Случаите сообраќајни незгоди се однесуваат на претежно од причина што во градот се немаме официјална бројка, меѓутоа има зголемување на возилата, значи на возниот парк во градот, и од таа причина имаме намален простор на паркинг простор и сообраќајните незгоди претежно се со мала материјална штета, односно поради одредени сообраќајни незгоди настануваат поради погрешни паркирања и така. Со мнозинство гласови, членовите на Комисијата за сообраќај и јавна безбедност и противпожарна заштита го прифатија годишниот извештај за работата на полициската станица Кочани, што потоа ќе биде понуден на усвојување од страна на советниците. Вработените во администрацијата ќе го добијат најавеното покачување на основната плата. Во процедура е постапката за ребаланс на општинските буџети, со што од наесен месечните примања ќе се зголемат за 5%. Ке порасне вредноста на бодот за општинската администрација и другите вработени, чии месечни примања се обезбедени преку буџетот на општината. Најавеното покачување на платите за 5% наметнува ребаланс на годишниот план за финансиско работење на локалната самоуправа, по само 1,5 месец од неговото донесување. Од Министерството за финансии веќе е добиен допис со кој се бара да се направи измената, со што од 1 октомври вредноста на бодот наместо 74 да изнесува 77,5 денари. Согласност за ваквата промена формално треба да даде и Советот на општината, пошто одлуката ќе стане важечка. На Комисијата за финансии и буџет се разгледуваше предлогот, при што имаше забелешка околу периодот во кој треба да се даде согласноста. Председателските избори се веќе распишани и дали не е ова во спротивно со изборниот законник, бидејќи строго во новиот изборен законник вели дека откако се распишат изборите не смее да има покачување на платите, не смеат да се исплаќаат дополнителни надомистоци освен оние кои што се редовните, а бидејќи одлуката е за први 9 месец 2014 година, јас предлагам оваа одлука да ја одложиме за по завршување на изборите и тогаш да ја разгледаме и да ја донесеме одлуката. На состанокот на Комисијата за финансии беше дадено образложение дека усвојувањето на одлуката не е спротивно на законските одредби со актуелните председателски избори. Изборите апсолутно не задират распишувањето на изборите во измената на одлуката на буџетот, затоа што нејзината примена ќе биде од 1.10.2014. Апсолутно нема никакво значение. Зголемувањето на платата нема да се изврши односно не платата, него вредноста на бодот, нема да се промене до 1.10.2014. Предлогот на советникот Алексов за одлагање на донесувањето на одлуката не беше прифатен.
Оценката дека на првата наредна седница по завршувањето на изборите ќе има можност за тоа, не ја прифатија останатите членови на Комисијата за финансии и буџет. Со тоа, предлог одлуката в петок ќе се најде на разгледување пред останатите советници. Дива депонија се шири кај определеното место за изфрлање на комуналниот отпад во близина на Прибачево. Загадени се околните ниви, како и каналот што минува низ локацијата. На само 200 метри од црквата во Прибачево никнува дива депонија за комунален отпад. Иако во непосредна близина е ископана јама што претходно била определена како место каде што мештаните треба да ги изфрлаат отпадоците, малкумина го почитуваат договорот. Комуналниот отпад, од кој најмногу пластика, стакло и хартија, е расфрлан на сите страни, па веќе започнал да навлегува и во блиските ниви. Негрижата на местното население го загадила и малиот канал, што минува низ локацијата и служи за наводнување. Дополнително, состојбата се влошува со палењето на сламата и околните грмушки, поради што ветрот ги носи отпадоците право во нивите. Никој не сака јавно пред камера да коментира за состојбата, плашејки се да не му се налутат со селаните. Проблемот, велат, не било од скоро, туку за него неколку пати се расправало и на состаноци на местната заедница. Сепак, ефикасно решение не е најдено, а дивата депонија продолжува да се шири. Прибачевци се свесни дека тоа што го прават не е добро за сите нив, иако ги знаеле оние кои отпадот го истураат на самиот пат до нивите. Устните забелешки што си ги упатувале досега не вродиле со плод, па отворено бараат да дојде комуналната инспекција и да ги удри по джебот тие што загадуваат без контрола. Казната од 50 евра, иако им изгледала скромна, сепак во безпарицата во која се затекнати, можела да влијае да се променат навиките. Дали ќе влијае и на промена на свеста, не сакаа да кажат. Додека на ниво на држава се зголемува кај кочанските пензионери интересот за користење на бесплатната услуга за бајнско-климатска рекреација значително опаѓа. Од Сдруженијето на пензионери загрижени за намалувањето на интересот. Рокот за пријавување истекува за 2 дена. Од Фондот за пензиско во Кочани, бројката на досега пријавените не ја откриваат. Кочанските пензионери не заинтересирани за искористување на владиниот проект. Додека на ниво на држава интересот за користење на услугите за бајнско-климатска рекреација расте, пензионерите од Кочани се помалку се интересираат за бесплатниот проект на Министерството за труд и социјална политика. На тоа укажува податокот дека во 2012-та оваа услуга ја искористиле повеќе од 200 пензионери, за во 2013-та да се намалат на 150. Од подрачната единица на Фондот за пензиско во Кочани, бројката на досега пријавените за 2014-та не ја откриваат, со образложение дека немали ингеренции да даваат било какви информации на локалните телевизии. Од Кочанското здружение на пензионери се загрижени за опаѓање на интересот, па затоа упатуваат апел што поголем број пензионери да ја искористат услугата и да не го пропуштат рокот за пријавување кој трае до 14 февруари. Морам да кажам да ова година испративме помалку пензионери на такво бајнско лекување преку средства на владата отколку 2012. Сега е во тек јавувањето на луѓето и ние сме многу заинтересирани да во 2014 година се јават што поголем број се испратат. Серафимов подсетува дека и во 2014 година продолжува посебниот договор на Сдруженијето со Негорски бањи за бајнско-климатска рекреација на пензионери, преку кој им се нуди 10% попуст од бањата и 10% попуст дава Кочанското здружение. Тоа значи да еден пензионер што ако иде на бањско лекување и одмарање во Негорски бањи на база на тој договор, на место да плате за 10 дена, он фактички е бенефициран да плате за 8 дена, а бајското лекување да се го одмарање там изврши. Така да тоа ќе го продолжиме и ова година. Во 2013 година имавме 42 наши пензионерки што го искористија тоа право да идат. Инаку, услугата за бајнско-климатска рекреација што ја пружа Министерството може да се користи еднаш во годината, во периодот од март до ноември во трајање од 7 дена.
Опфаќа 6 полни пансиони, бањска терапија, задолжителен здравствен преглед и трошоци за превоз во висина на повратна автобуска карта од местото на живење на корисникот до установата во која што ќе се користи услугата. Пензионерите кои што користат паричен надоместок за помош и нега од друго лице или додаток за мобилност и слепило имаат право на придружник, а трошоците се на товар на Министерството. Почна испораката на огревно дрво до пензионерите. Дистрибуцијата започна рано за сите пензионери навреме да добијат дрва за огрев, велат од Кочанското здружение. Од понеделникот започна испораката на огревно дрво до кочанските пензионери. Дистрибуцијата започна од оризари, а целта е сите пензионери навреме да добијат дрва и до септември да бидат обезбедени. Здруженијето на пензионери годинава обезбеди огревно дрво за потребите на своите членови од трите општини – Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево. Подпишаа договор со Македонски шуми во Скопје и со подружницата од Пехчево. Председателот на Здруженијето Ѓорги Серафимов вели дека за грејната сезона 2014-2015 набавени се 5250 метри кубни или 7500 метри просторни. Тој додаде дека гужвите и редиците за уплата што се создаваа изминатите години, годинава си избегнати, оти даваат бончиња за уплата на дрва. Цената за 6 метри просторни изнесува 15.180 денари и пензионерите може да ги платат на 8 рати. 7 по 2000 денари и последната 1180 денари. Дрва се обезбедува за 1300 пензионери, од кои 300 првпат добиваат огревно дрво преку Здруженијето на рати. Министерството за земјоделство останува на претходно донесената одлука за стимулирање на здружувањето на земјоделците во задруги. За таа цел предвидени се и дополнителни мерки што требало да влијаат на интензивирање на процесот. Окрупнувањето на земјоделското земјиште и намалувањето на трошоците за производство се една од главните причини, заради која Министерството за земјоделство и годинава ќе го стимулира формирањето земјоделски задруги во државата. Во Кочанскиот регион веќе се формирани 2, иако оценка е дека се уште има простор за нови. При неодамнешната посета на оризопроизводниот регион, министерот Љупчо Димовски рече дека заживувањето на задругите може да ги стави во предност оние земјоделци кои ќе се здружат, а тоа посебно се однесува на производителите на ориз, каде расцепканоста најмногу се чувствува. Здружувањето на самите земјоделци во задруга што ќе претпоставува нивна поголема преговарачка моќ, како прво. Како второ, многу подобра организираност во обработувањето на земјоделската површина. И трето, врз тие две основи пак и пониски трошоци на производството, на било која земјоделска култура, сега конкретно зборуваме за оризот. Зошто ова го велам? Заради тоа што уште во стартот ќе се набавуваат поголеми количини на потребни препарати, ѓубрива, средства за прихрана, па еве и нафта нека биде, земјоделска механизација и така натаму. И по тој основ ќе се добијат пониски цени. Секогаш пониската цена значи дека ќе има поголема разлика помеѓу продажната цена на земјоделскиот производ и неговата производна цена. Според Димовски, земјоделците имаат многу поволности од државата ако се здружат во задруги. Од покривање на трошоците за опремување со инвентар, од покривање на трошоците за закуп евентуално ако е потребно, за просторија каде што тие ќе се собираат и ќе ги носат своите планови, одлуки и програми како да работат во иднина, од покривање на 20% од трошоците за водниот надоместок, од покривање, односно од приоритетот на членовите на земјоделската задруга во добивањето на земјоделското земјиште кога ќе дојде време за негова распределба на слободното држано земјоделско земјиште. Зборувам од покривање на трошоците околу потребните консултантски, односно финансиски услуги, околу завршните сметки и водењето на сметководствената евиденција, околу покривање на трошоците за личниот приход, доход, односно на раководителот, односно управителот на земјоделската задруга, зашто пак поставивме услов тој да биде агроинженер, заради тоа што на тој начин уште подобро ќе ја води задругата.
Од Министерството најавуваат дека ќе се помага едукацијата на земјоделците кои ќе станат членови на задругите, односно им се нуди бесплатен престој во земји каде што има развиено производство за одредена земјоделска култура. Подршка се ветува и во набавката на земјоделската механизација, при што односот е зголемен во корист на земјоделците, односно државата наместо 50 како досега ќе ја субвенционира вредноста на механизацијата во висина од 70%. Нашите земјоделци често вршат само едно или поретко по две прихранувања на есенските посеви, што не е случај со земјоделците во другите региони, каде за да има големи приноси на јачмен и пченица, задолжителни се 3 прихранувања на посевите. Почесто го прескокнуваат и есенското ѓубрење, а не да извршат прихранување на посевите. Нашите земјоделци вршат само по едно, а во останатите региони се вршат по 3 прихранувања на посевите, што резултира со добри приноси. Од причина што житните култури се одликуваат со слаб коренов систем, неопходно е секогаш да имаат достапна храна во површинскиот слој на почвата и да се вршат по 3 прихранувања. Едно никако не е доволно, советуваат агрономите. Нашите земјоделски производители истоштени од безпарицата која што е присутна, дури и есенското основното ѓубрење го прескокнуваат, но прихранувањето мора да биде извршено затоа што веќе со затоплување на времето, на температурите, ќе се осети дека самата култура не напредува. Го користат едно прихранување, евентуално и второто тамо негде април-мај, меѓутоа многу ретко и трето, кое што во Пелагонискиот регион е задолжително како би имале добри приноси од пшеница и јачмен. Токму во моментот е актуелна првата прихрана на есенските жита и се прихранува со лесно достапни и лесно растворливи азотни ѓубрива. Прихранувањето на посевите зависи од тоа дали е извршено квалитетно есенско ѓубрење. Важно е да се направи анализа на почвата, да се види што недостасува за да се надополни со самата прихрана, но нашите земјоделци ретко и тоа го прават. Меѓутоа, од пракса нашите производители ретко кој врши таква анализа и вообичаено да во есенскиот период, со самата сеидба и непосредно по сеидбата, се оди со 3,15 популарните, со 50 килограми по декар, а сега е првата прихрана со уреа, која што би одела 10 до 15 килограми по декар, но тоа е само за оние кои што извршиле есенско ѓубрење. Оние кои што имат прескокнано таа мерка, сега треба да одат со поголема количина на уреа, тоа е негде 20-25 килограми по декар. За сега нема ни доволни количини на влага во почвата, но агрономите и земјоделците се надеваат дека со користење на азотните ѓубрива би добиле квалитетни и стабилни приноси на јачмен и пченица. Потпорен зид на патот Виница-Градец и оградување на резерватот со вода. Со средства од општинската каса, општината реализира помали инфраструктурни зафати. Вработените во градежната оператива на комуналното јавно претпријатие Солидарност работат на доградба на потпорниот зид на патот Виница-Градец, што практично представува спојка помеѓу улиците Братство и Единство и Ванчо Праке. Со поставувањето над зидот ќе се овозможи тесната уличка над зидот покрај пешаците да ја користат и возилата. По воспоставувањето на канализациона мрежа во Ромското мало во Виница, деновиве комплетно е ограден и резервоарот за вода што е во непосредна близина на џамијата. Оградувањето се прави со цел да се постави браник од купиштата ѓубре што жителите на оваа населба ги трупаат на локацијата што ја доведува во опасност заштитата на резервоарот што го снабдува градот со вода за пиење. Покрај оградата расчистено и ѓубрето што беше града слика околу резервоарот, а директорот Игор Спасовски најави и поставување на видеонадзор како најсигурна мерка за заштита од несовесните жители. Овој резервоар во Ромското мало е еден од трите што го снабдуваат градот со вода за пиење, а неговиот капацитет е 700 метри кубни. Сите овие помали инфраструктурни зафати се реализираат со средства од општинската каса. Ева на Македонија ги известува граѓаните дека ќе има прекин во снабдувањето со електрична енергија во Кочани. Без струја в четврток 13 февруари ќе останат корисниците од улицата Индустријска. Прекинот ќе биде во периодот од 9:30 до 10 часот,
А како што информираат од Евана, тоа е заради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија на корисниците во тој реон. Продолжуваме со информациите од спортот. Градоначалникот Димитровски организираше прием за Мартин Стојменов. Тој му го честиташе големиот успех и му посака уште поголеми постигнувања во иднина. Поддршка за спортскиот амбасадор на Кочани и Македонија Мартин Стојменов стигна и од првиот човек на општината. Димитровски во својот кабинет организираше прием за освојувачот на бронза од Еврошампионатот во Португалија, на кој му го честиташе извонредниот успех и му посака уште многу такви постигнувања во кариерата. Денеска го имам тоа задоволство да направиме, да извршиме еден прием на нашиот сограѓанин за две убави работи. Тоа е изборот на спортист, бидејќи на манифестацијата тој беше зафатен во делот на подготовките за Европското првенство и како резултат од тие подготовки вториот убав момент е освојувањето на бронзениот медал на Европското првенство во Португалија. Сакам во оваа прилика уште еднаш да му честитам за освоеното трето место, за освоениот бронзен медал и да му заблагодарам од името на граѓаните на општина Кочани за достојното презентирање на спортот во Европа со оваа бронзена медалја која што ни ја донесе во Кочани. Стојменов и во оваа прилика упати благодарност до огромниот број негови поддржувачи. Најпрво е на голема благодарност за градоначалникот на Кочани што ме покани, што ме поддржуваат сите граѓани на Кочани, до моите тренери од карате клубот Партизан што секогаш беа со мене, заедно трениравме, заедно се трудивме и освоивме еден голем успех. За освојувачот на европска бронза и спортист на Кочани и пакет подароци од локалната самоуправа. На стадионот во Виница првите тренинзи ги започнаа младите момчиња, членови на младата фудбалска школа Слога 1934. Следбениците на актуелните сениори на Слога 1934. Со искуството на познатиот младински репрезентативец Столе Ѓоргиев, надежните фудбалери ги учат правилата на фудбалот. На теренот активни се 60 деца од генерацијата 1999-2007 година, кои се распоредени во 3 групи и тренинзите ги практикуваат секојдневно. Уште една информација од спортот. Академијата Пандев ја одложи најавената посета на Кочани и пресот на кој требаше да биде информирано за отворањето на фудбалската школа во Кочани, што треба да представува своевиден регионален центар. Не се одигра ниту контролниот надпревар помеѓу Осогово и Академијата Пандев, трет за кочанскиот третолигаш пред почетокот на пролетниот дел од правенството, по надпреварите против Брегалница Голак и Борец. Причината за одложувањето е патувањето на менаџментот на школата во Италија, поради што активностите се поместени за следната седмица. Со временската прогноза ги завршуваме вестите на Канал 8. Ви благодариме за вниманието. Пријатно!